капитанот Здравков. Сега Аким. Добра комбинација на Штипјаnin, на фрлување. Скок сам прифати Велинов, бие и 1:0. Извореден гол на Стојанче Велинов. Откако некој од браната сгреши таму во дуел помеѓу Илиев и Стојковски, топката дојде до Велинов кој ја прифати на гради, ја спушти и потоа со воле и удар ја смести во десниот горен агол на голманот Кандихјан. 15-та минута на надпреварот. Ивановски во акција. Назад до Здравковски. Повторно топка за Ивановски. Нафрлување на пеналтикот, бие со глава и 1:1. Многу брзо, за само една минута Македонија Ѓорче Петров го израмнува резултатот. Како да се радуваа се уште фудбалерите на Брегалница, како да подзаспаа малку, дозволија брза акција, нафрлување и израмнување за само една минута, 2 гола во Кочани. Не стигна ниту да се израдуваат како што треба на водството фудбалерите на Брегалница и веднаш беа казнети. Македонија Ѓорче Петров. Здравков. Топка кон Илиев, сега и Велинов. И ова би требало да биде пенал, меѓутоа нема пенал. Покажува судијата Мантов дека Велинов веројатно глумел. Дали ќе добие и жел картон за ова, како што мисли судијата, глумење. Еве сега и фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров непотребно тука се пресметуваат со фудбалерите на Брегалница. Ситуацијата или проблемот е на една страна, а на друга се создава уште поголем проблем. Многу кошкања. Тоа дава до знаење дека на фудбалерите на двете екипи бодовите им се многу важни. Седи, топка за Велковски. Но губи топка, невнимателен. Еве сега брза акција на гостите, шанса да се загрози голот на Кометик. Проигрување и 1:2. Каков кикс беше тоа, ми се чини, на Петров. Одзеде топка таму еден од напаѓачите на Македонија Ѓорче Петров. Брза акција, одлично проигра и воство на Македонија Ѓорче Петров во Кочани. 2:1. Македонија Ѓорче Петров во Кочани води со 2:1. Повторно ми се чини дека тоа Каруга таму на фрло или ќе бие. Топка до Тихо! Од каде влезла во топка? Меѓутоа судијата покажува дека е имало офсет позиција. Штипјани ги крена растат мислејќи дека израмиле, меѓутоа судијата, помошниот судија, покажува дека имало офсет позиција, иако фудбалерите на Брегалница не годуваат, сигурни дека сите нивни фудбалери биле во регуларна позиција, како и да се чини останува 1:2. Голот нема да биде признаен. Продолжуваат реакциите на фудбалерите на Брегалница таму кај помошниот судија Гоне Филија. Меѓутоа нема гол, останува резултатот 2:1. Се буни таму и Митров и еве задобива жолт картон. Костов нема ништо. Сега Темелков и аут за екипата на Македонија Ѓорче Петров. Сега реагирање на тренерот на Штипјани, упатени кон судијата Мантев. Повторно сажалат Штипјани дека делителот на правдата не е нависена на својата задача. Скокна и неколку фудбалери. Нервна ситуација, да видиме дали ќе има картон за, или можеби и црвен картон за тренерот на домакините.
ще мора. Да напушти теренот домашниот тренер.